Вчерашниот ден имавме неколку авторшокови кои што беа почувствувани од граѓаните на Скопје и околината, тргнувајќи од утрината 9:17 минути, 11:50, 14:19, 19:53, два земјотреса. Како што можете да погледнете на сеизмограмот, двата најсилни беа во 14 и 19 со магнитуда 3,7, Рихтерова магнитуда 3,7 и интензитет од 5 степени според Европската макросеизмичка скала. А во 19 часот и 53 минути, значи во една минута имавме два потреса, од кои што првиот беше слаб со мала магнитуда 2,3 и интензитет 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала, а вториот земјотрес беше со магнитуда од 4 и осетеност, значи интензитет од 6 степени според Европската макросеизмичка скала. Како што видовте на сеизмограмот, после овие авторшокови немавме поголеми авторшокови со поголема магнитуда, значи немаше ни осетеност. Од утринава исто така е мирно, меѓутоа како што напомнав вчера неколку пати, значи сето тоа е во рамките на нормалната сеизмичка активност која што ја дава Скопското епицентрално подрачје. Да, може би е во нормалата, но предпоставам скупјани не се навикнати на ова да го почувствуваат, па сепак да ги смириме граѓаните, да кажеме дали може да очекуваме и во текот на наредните неколку дена некои земјотреси од ваков тип или можеме да ги очекуваме како авторшокови што ќе бидат само некои со појак интензитет што ги почувствуваме, бидејќи сепак знаете и вчера кога беше земјотресот во 2 часот и 19 минути, потоа и вечерта нешто пред 8 часот повторно сите излегува на улиците, значи стравот е сепак тука присутен, нормално е човечки да имаме да бидеме исплашени од сето ова, бидејќи сепак за 2 дена вака да не се случи одамна не е видено во Скопје. Јас морам да кажам дека вакви земјотреси се случуваат како за вчерашниот веќе, нели, од 15 часот и 10 минути што беше. Такви земјотреси се случуваат на 100 години, значи луѓето не се навикнати постојано да ги чувствуваат и да го изгубат стравот што се вели од вакви потреси. Значи земјотрес со ваква магнитуда не може да направи оштетување, значи да се урнат згради. Зградите, односно објектите во Скопје што се изградени после 63 година, сите се дизајнирани така за да можат да издржат земјотрес со магнитуда 6 и интензитет 9. Значи тие сигурно дека ќе се лулаат, ќе имаат оштетувања, меѓутоа објектите се направени така за да не можат да колабират, значи за да не можат да паднат, за да има човечки жртви. А дека е нормално дека луѓето се плашат, секако дека се плашат, еве јас сум меѓу тие што се плашам, меѓутоа јас ја немам таа привилегија да се плашам, него морам да бидам на работа и да го сработам тоа што треба и да дадам известување до јавност и да бидат луѓето сигурни да некој се грижи за тоа што се случува на територијата на Република Македонија. Ова е мајка природа, не можеме да ја предвидиме како ќе се однесува, но дали можеме некако, значи до некој степен да кажеме дека нема да биде појако од тоа што беше во неделата, колку за да се смириме, да имаме некоја проценка, дали би можело, нели нормално, проценката не мора да значи дека ќе биде и реалниот исход, но сепак да имаме барем нешто приближно до конечниот резултат. Според сеизмолошките податоци кои што ги има сеизмолошката обсерваторија, тоа се податоци од 2000 години, значи според анализата на тие податоци, период на повторување на таков земјотрес како што беше во неделата е 100 години. Значи еве веќе се случи. Предходниот беше 1921, еве сега 2016, значи ние не би очекувале, меѓутоа тоа не може никој со сигурност да ви каже, бидејќи тоа е период на повторување од 100 години, ама не можеме да кажеме дека дали ќе биде на почетокот, дали на крајот, дали во средината на тој период. Така, ви благодарам сепак многу и за ова, да кажеме, смирување со оглед на тоа дека имавме и вчера земјотрес. Повторно би сакала да апелирам луѓето да не паничат во случај на кога ќе почувствуваат земјотрес, бидејќи сите повреди кои што беа санирани во изминатите денови се од паника и бегање, каде што 3 завршија со оперативни зафати, со отворени фрактури и така. Значи немаше повреди директно од земјотресот, меѓутоа само од паниката која што луѓето ја предизвика. Повторно кажувам, значи објектите се дизајнирани така за да не можат да се струшат на ваков земјотрес.
значи да нема да се заштитат човековите животи. Луѓето треба да бидат смирени од кој ќе заврши земјотресот, нормално од возбудата и стравот да ќе излезат надвор, секако додека така помине првиот бран.